Велат каде и да си за Бадник и за Боџич дома да си. Со мене е протоиерей Борислав Бобевски од Повардарската епархија. Оче, денеска е ден спроти Бадник, односно 2 дена пред големиот Боџич, денот од кој што започнува се. Што всушност значи? Всушност ние се наоѓаме во предвечерието на самиот празник Божик. И на вистина, овој празник е денот кога се помири повторно небото и земјата. Бог зема човечки облик за нас да не направи повторно, да не воздигне таа падната природа, бидејќи види дека човекот само од себе не може да се спаси, реши самиот тој да земе човечко тело, да се сели во таа мала утроба, утробата на Пресветата Владичица наша Богородица, која што на повикот од Архангелот рече: "Еве, слугинката Господова, нека ме биде според волјата Твоја." Божик е празник на мирот. Него како таков му претходат повеќе денови за подготовка пред се Божикниот пост, кој што се крунисува со причестувањето на сите верници кои ќе дојдат на големиот христијански празник за да го примат телото и крвта Христови. Но од друга страна има и повеќе вековни традиции кои што, да речеме, традицијата на некој начин овој народ, традицијата и верата секако, на некој начин овој народ го задржала да биде вистински боголюбив народ како што се именуваме и како таков да продолжи да обитава, односно да векува на оваа земјина топка. Оче, пораките се универзални, пораки за љубов, пораки за простување, пораки за мир, но колку овие пораки допираат до обичниот граѓанин, колку тој ги прифаќа? Имам чувство дека колку повеќе вие свештениците зборувате, толку повеќе луѓето некако се оттуѓуваме меѓу себе. Христос многу јасно ни кажа: "По тоа ќе ве познаат дека сте мои ако имате љубов помеѓу себе." И токму е кажано дека блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божи. Ние христијаните сме повикани да твориме мир. И затоа Бог со своето раѓање го донесе мирот во овој свет. Духовната помирување со Бога треба да донесе и помирување помеѓу нас луѓето. А каде поинаку и каде на друго место би го нацрпеле тој мир ако не во лагјата Христово, во домот. И затоа, како што рековме, тие традиции вечерва со палењето на коледарските огнови, кои што треба да бидат подготовка, ништо друго, туку подготовка за празникот. Утрешните ангели, односно дечињата кои што ќе дојдат, ќе го наполнат овој храм, заедно со своите родители, ќе тргнат низ целиот град со поворката, да го објават Христовото раѓање. Од друга страна, сите тие начини и секако трпезата која што е на бдникот, на вечерата, на бдењето, се само подготовки за вистинскиот празник. Сето тоа треба да заврши во црква, да заврши во кругот на семејството и тој мир, таа љубов да ја удвостручиме, односно, како што ни кажа тој, каде што се 2 или 3 собрани во моје име, таму сум и јас помеѓу вас, таму да биде Бог со нас, да биде повикот Божји, да го слушнат едноставно верниците и, како што рековте, да се одзват на повикот од црквата, бидејќи ние постојано проповедаме и еве се поголем е бројот на искрено млади луѓе кои што доаѓаат во црквата, вистински се црквуваат, вистински се однесуваат како што доликува и вистински се подготвуваат за празникот. Нека тие бидат поттик за оние кои што на некој начин ги соблазнуваат останатите да се помислат како и на кој начин ќе одлучат да го чествуваат празникот. Со еден збор, таму каде што се 2-3 во име на Господ, а тоа вечерва ќе се случува пред огновите, таму нема место за алкохол, за пијанчење, таму нема место за оние мрсни песни кои традиционално овој народ ги пее за Коледа. Така. Значи, пак ќе речам, ако чекаме цела година,
во предвечерието на доаѓањето на нашиот Бог и Спасител да ја испоганиме, да ја нашата душа да ја осквернавиме на некој начин, тогаш навистина сме го промашиле празникот, не сме ја разбрале суштината на доаѓањето Божјо. Бог дојде во тело за токму нам да не повика, да не преобрази, да бидеме вистински христијани, да не направи, да не исполни со љубов, бидејќи не само небото, туку и земјата денес се радува и го слави тој голем и славен настан. Затоа ќе ги повикаме сите верни да дојдат на тоа сеноќно бдение, кое што ќе се случува вторникот спрема средата во овој храм, во храмот посветен на светите се словенски и македонски просветители и учители, сите браќа Кирил и Методи, на кое што ќе чиноочалствува неговото високо преосвештенство, нашиот духовен татко и со многобројно свештенство и верен народ ќе бдееме, на бдникот, значи вистински ќе го дочекаме заедно со целата вселена да станеме дел од тој заеднички мозаик на чествувањето на рождеството Христо. И сосема за крај, колку црквата, колку традицијата која овој народ со години ја негува е фактор за сплотување, фактор за младите, посебно луѓе, да останат овде во своите родни огништа, наспроти она црна чума која ја зафаќа не само Македонија, туку сите, би рекол, транзицијски земји, она иселување. Така и го почнавте вашиот прилог, каде и да си, за Божик, дома да си. Се надевам дека сите во своите домови, а пред се во нашите срца ќе подготвиме вистински места за да се роди Спасителот на светот, односно и нашето срце и нашата душа ќе со вистинска пожелба сите да си дојдат во своите домови, да татковите огништа засветлат повторно, се со една цел, како пастирите заедно и како ангелите и како мудреците од исток сите да му принесеме вистински дарови на оној кој што заради нас и нашето спасение се роди во пештера и легна во јасли. И благодарам на овој разговор, ти на крајот ќе ве поздравам со Христос се роди. На вистина се роди, за многу години.